Со оваа приубава позадина, чист воздух и студено време, ова утро ве поздравуваме од Крушево. Утрово ќе разговарам со директорката на Националната установа Центар за култура 10 Крушевска република, установа која што е формирана во 2024 година. Захарија Ангелевска, ќе ви посакам добро и во утро. Добро утро, почитувани. Како функционира Националната установа Центар за култура 10 Крушевска република, чие што споменав во најавата формирање е во 2024 година, какви се активности имате? Како нова национална установа имавме многу интересни случаи околу осамостојувањето и поставувањето на самата институција на нозе, така да кажам, административно. Воедно, како национална установа ни даде простор да работиме на повеќе сегменти од културата, не само манифестацијата 10 дена Крушевска република, која што е една многу важна манифестација, кога станува збор за Крушевската република и за осамостојувањето на Македонија, која што се темели на принципите на АСНОМ и на Крушевската република. Манифестацијата секако дека е најважен настан на нашата установа, но самото делување ни даде простор како Центар за култура да можеме да организираме и друг тип на настани, како што се театарски представи. Тука ќе споменам театарската зимска школа, која што ги поставивме темелите на некој начин во склоп на установата во месец декември, заедно со настанот празничен шепот на Крушевската чаршија. Благодарност до организаторите кои што беа отворени за нашиот концепт. Сега во сабота на 31 јануари имаме кино проекција на филмот Приказната за Силјан на режисерката Тамара Котевска. Така што пробуваме да воведиме и нови настани, здравје Боже, да се стане и традиција театарската школа во склоп на установата и нормално други едукативни работилници кои што ги планираме во иднина да ги работиме. Така, како функционирате во овие години и половина откако што официјално постоите, како функционирате? Моите искуства се уникатни, би рекла, бидејќи сум само јас вработена во оваа институција и секако имам поддршка од многу соработници и од мојата фела и од институции општествени, така што е многу интересно чувството кога учите нови работи. Јас сум дипломиран актер и кога се најдов во ситуација да треба да учам нови работи, имам еден предизвик во однос на тоа и сум принципиелна и сакам да ги научам за да можам да ги сработам како што треба. Интересно е во секој случај да работите од една страна сам е интересно, но од друга страна сепак фали колектив, фалат луѓе. Во овој момент мојата канцеларија е во спомен куќата на Тодор Проески како моментално решение, па така можам да кажам дека имам и колеги околу мене. Не сте сама, иако само ги правите сите работи од идеја до реализација, а верувам дека кога ќе дојде оној период на прославата на Илинден и 10 Крушевска република, дека тогаш ви е најнапорно, но со љубов се постигнува. Крушево, покрај тоа што има богата историја, тука има и богата култура, па како планирате во иднина да се развива културата за малите деца кои што живеат во овој град? Многу е важно да се осврниме на младите и на децата, затоа што тие се нашата иднина. Затоа кажав дека ќе воведиме најразлични работилници каде што тие ќе можат да се анимираат и да го поминуваат своето време и креативно.
не само преку секции на училиште, всушност да учат нови работи од професионалци. Децата се нашата иднина, на нив останува се тоа што го правиме е точно за нив. Во однос на културата, како што споменав, и во план сме да имаме повеќе видови на различни работилници со професионалци, каде што тие би се формирале и креативно. Секоја чест на наставниците и на учителите во образованието кои што го подготвуваат тој терен, да кажам, и инвестираат во нив, но сепак тие треба и да се надоградуваат и креативно. Така што сметам дека овие работилници и воведување нели на ликовни колони, размена нели на ученици, на енергии, на познавање, знаење, мислам дека ќе се отвори тој креативен момент во нивните животи кој што сметам дека им недостасува. Така што преку низа настани кои што се и во склоп на манифестацијата и преку настани кои што ги организира и општината и здруженијата на граѓани, сите некако заедно се трудиме да можеме да ја донесеме поблиску културата и самата креативност да ја разбудиме кај вечињата кои што тие и онака ја поседуваат по својата природа. Само треба да се насочи и мислам дека тука имаме многу големо поле за работа, затоа и досега не сум се откажала и затоа сум се уште тука во Крушево и цело мое знаење и пробувам да го имплементирам суптилно, ненаметливо. Нормално сепак станува збор за култура која што е душевна повеќе и емоционална карика во нашето општество. Би кажала дека културата е многу важна, бидејќи таа е навистина душата на народот и мислам дека треба да сме малку поотворени во однос на тоа и кога пристапуваме и кон воспитувањето на децата, мислам дека само така може да се надоградуваат и да се направат поголеми промени општествени на некој начин. Да. Секоја чест за вашата работа и за она што го правите за Крушево и за сите оние кои што живеат и творат тука и решиле нели да останат во Крушево, да не се преселат нели во некој од поголемите градови и за вашиот ентузијазам ви посакувам многу успеси пред се како личност, но и успеси со Центарот за култура кој што вие го водите. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и јас. Баш ми е драго што ве запознав и ете што имавме можност да поразговараме за Крушево и за што тоа би се случувало и во иднина тука. Поздрав до сите гледачи на вашата емисија.